Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Најновиот ребаланс на буџетот е само уште една потврда дека за ВМРО ДПМНЕ многу поважни се провизиите и бизнисите со барокни фасади отколку здравјето на граѓаните. Умираат новороденчиња и родилки, а 540 милиони денари се скратени од буџетот за здравство. За здравје на луѓето, криминалната власт пари нема, но има пари за споменици и барок. И покрај тоа, што последните месеци здравството по кој знае кој пат го тресе инсулинска криза, владата на ВМРО ДПМНЕ реши да скрати дополнителни 90 милиони денари од инсулинозависните пациенти. Голготата на пациентите со шеќерна болест ќе се продлабочува. Во оваа група спаѓаат и болните на дијализа, за чие лекување владата на ВМРО ДПМНЕ реши да скрати цели 10 милиони денари. Пациентите кои чекаат старт на Центарот за трансплантација, кој беше ветен од ВМРО ДПМНЕ и кој би значил продолжување на нивниот живот, со ребалансот се потполно избришани и со нив се предвидени 0 денари. Исто така, постои и значително кратење во делот на програмата за задолжителна имунизација во вредност од 60 милиони денари. Очигледно, и оваа година голем број граѓани на Република Македонија ќе бидат принудени да заминуваат во соседните земји по поквалитетни и безбедни вакцини. Трагедијата да биде уште поголема, владата на ВМРО ДПМНЕ реши да штеди и на болните од малигни заболувања пред се во нивното рано откривање. Жителите на руралните средини и понатаму ќе мораат да се сноѓаат како знаат и умеат, бидејќи со ребалансот на буџетот има огромно кратење на парите за изградба на амбуланти во селата. Од предвидените 1,5 милион денари, со ребалансот се предвидуваат само 100.000 денари. Постои и значително кратење од 19 милиони денари за реконструкција на неколку болници во државата. И долго најавуваната изградба на нови болници се на удар на донесениот ребаланс. За изградба на клиничкиот центар во Скопје и клиничката болница во Штип се кратат дополнителни 35 милиони денари. Почитувани граѓани, оваа криминална власт на Никола Груевски ќе ја казнат родителите кои останаа без бебиња, диабетичарите без инсулин, болните од малигни заболувања без лекови, болните со ретки болести, луѓето кои пешачат по 20 километри до најблиската амбуланта. Граѓаните ќе изберат одговорна влада која што ќе се грижи за нив и нивното здравје.